Да, подготвени сме за последниот дел од отворената програма. Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте. Се надам дека ќе се забавувате во следните 60 на минути заедно со мене и со мојот гостин, кој што е за прв пат овде и многу ми е драго што е за прв пат. Некако веднаш си го пронајдовме заедничкиот јазик, да, и се договоривме за едно гостување кој што ќе биде малку поразлично од сега. Многу ми се допаѓа тоа што е млад, многу е ентузијастичен, има многу енергија и волја за животот. Многу се нај сега да не почнам нели да фалам, да не му стане незгодно. Дадов 500 денари за да го кажам. Да ви го представам веднаш, да, за тоа што е навистина многу забавен. Јосиф Дамјанов, како што кажав прв пат во отворената програма. Јосиф, добре дојде, како си? Одличен сум. Елена, баш се чувствувам удобно у студиово и се надам дека... се наместиме како што треба. Да, и се надам ќе направиме супер емисија и ќе донесеме доста вредност на вашите гледачи. Да, кажав дека е нешто ова поразлично затоа што Јосиф колку години имаш, извини вака што ќе те прашам. Колку сум млад? Колку си млад? 30 во февруар. Сега ти е роден да сакаш да кажеш. 29 сум се уште. Јосиф има една многу убава инспирирачка приказна позади себе. Јосиф е почнал како сите ние што почнуваме, нели, кога ќе има проблеми нешто со тежината, па нели треба да ослабиме, па треба се средиме, па имам спойлери, нели, па имам ова она, нели, сега сите ние жениве малку повеќе внимаваме на тоа, но не дека и мажите секако не внимаваат. Правиме 1 милион грешки во животот кога сакаме да ослабиме и секогаш кога треба да држиме диета, нели сега не би сакала да збориме за диета, но секогаш кога држиме диета си мислиме дека сето тоа е многу тешко, комплицирано. Леле, ајде да почнеме од понеделник. Генерално е тешко. Диета е многу тешко. Затоа што диета во Македонија подразбираме нешто што едва чекаме да заврши и затоа е тешко, пошто повеќето од луѓето диетата ја подразбираат како дел од животот во кој што ја треба да се откажам од се што сакам и дел од животот во кој што треба јас да гладувам за да постигнам одредена цел и резултати. Најчесто зборувам за изглед, масти, килажа и она што ги мачи луѓето, особено женската популација, али диета во генерален смисол е нешто што, мисламе, ја би го рекол во терминологија 2018 тоа се вика добар начин на живот. Затоа што пак сите сме свесни денеска дека диетата по мене диетата не подразбира само исхрана, мислам да, терминологијата е исхрана, но јас би рекол дека некоја филозофија на 80% исхрана и 20% физичка активност. Не она брутална за сикспек која што ја гледаме по социјални мрежи и од која што можеби многу луѓе се плашат и им се создава во глава терминот тешко, туку физичка активност која што подразбира па и пешачење во текот на денот. Нели, па и тоа може да помогне да симнеме некој килограм. Истото што тешкото во зборот тешко го имав и ја во себе. Пред веќе у мај 7 години, затоа и промената јас одбивав да ја направам баш поради тоа. Имав 105 килограми, значи 20 и нешто повеќе од сега. Имав нула енергија, во смисла станував да сабајле, спиев 6 до 8 часа, станував уморен, јадев 2 пати дневно, попладне обавезно имав потреба за да дремнам и да одспијам можеби некои пола сат до сат. 2 до 3 пати неделно ми се јавува можеби одредени тегоби, киселини и слично, али тоа го имав прифатено како секојдневие, дека тоа е нормално и дека така треба. Тоа е нормално, така треба и затоа повеќето од луѓето не се менуваат и не се менуваме затоа што влегуваме у таа позната комфорна зона, иако комфорната зона не значи дека ти е добро, ама ти е позната и промената не сакаш да ја имаш. И затоа истото го имав и јас, но знаете, ние луѓето или се менуваме кога сме многу инспирирани поради нечија приказна или кога ни е преку глава и веќе кога е нож до коска. Најчесто е кога е нож до коска, да, и тоа е жалосно, но во секој случај од таму почне мојата приказка, затоа што мислам јас сум софтверски инженер, немам поврзано ниту нешто. Не си нутриционист, тоа мора да го разграничиме на нашите гледачи. Ниту доктор, ниту нутриционист, значи јас сум ентузијаст за добар и квалитетен начин на живот и сум месенџер, односно уред за пренесување на одредена порака и мисија. Јас така би се дефинирал. И кај застанав, значи
И јас бев еден од тие на кои што му дојде преку глава да живее така и да се чувствува така и тогаш Кој те инспирираше тебе, извини што ќе те прекинам затоа што кажа дека нели мора да има инспирација. Да, она беше човек кој што цел живот имаше екстреми со диети, враќање на килограми, симнување на килограми и таа патња која што неколку пати сме биле сведоци дома, да на мене ми придонесе да јас се обврзам за себе дека никогаш ја не би го правел тоа. Али кога ја видов неизе да конечно направи резултат, односно да ославне, а при тоа изгледаше на човек, свежо, здраво, да, па претходно беше сам бледа, нервозна, со подочњаци, со имунитети падна, циклуси прекина и така натаму, коса и падна и тогаш се инспирирав и реков ја морам да ставам крај, доста е, пошто сум 23 години. Да не може вака да се чувствувам и да живеам, пошто ако продолжам, најверојатно на 30 години ќе завршам со некоја терапија, дефинитивно. И така почна цела приказна всушност. Јас сменив навики, тоа го видоа луѓе околу мене, го пренесов и дома на семејството на мајка ми, татко ми, кај нив исто резултати. Мислам, не е работата дека сега ние тука ќе зборуваме за три трикови и 2 вежби кои што ќе ти направат тебе тотална промена. Тие наслови на интернет кои што ги читаме, ослабете 5 килограми за 2 дена, да речеме, или 10. Да, тоа е супер. Али луѓето, мислам, ние подсвесно не бараме 5 килограми, ние бараме пошто бројката како бројка е само моментална ситуација, али тоа е толку променливо и толку е неважно која бројка моментално ние ја имаме на вага. Она што е многу поважно е квалитетот на живот кој што ние го имаме, додека ја намалуваме таа бројка и веројатноста да останеме на таа бројка која е. Многу поважно, отколку мислам, пошто да ослабеме и да се симнеме, да речеме, до таа идеална тежина која што ја посакуваме. Да. Вака, јас би сакала само ги замолам колегите, ако може по една чаша вода, би го замолила Виктор, еве. Да, пошто хидрација е многу важна. Многу брзо некако влетавме во студиото од кафе и некако вода не се напивме. Виктор, те моламе на 2 чаши вода. Ти благодарам многу. Си ги имаме најдобрите колеги. Сакам уште еднаш да им кажам на нашите гледачи, нели, Јосиф е прилично млад ентузијаст кој што навистина го сака животот и го сака здравиот начин на живот. Неговата не го сакам здравиот начин на живот, се сакам себе. Да. Тоа е многу поважно, нели? Да. И затоа мислам го применувам тој начин на живот. Мислам, сакањето види понекогаш здравиот начин на живот и она што луѓето го имаме како слика за здрав начин на живот, барем за мене пред 7 години, тоа значеше да јадам треви цел ден и нешто што не е вкусно. Али воопшто не е така. Да, можеби јас ќе треба да припазам и да се подоткажам од некои работи кои што во континуитет сум ги правел порано, но во секој случај јас се сакам себе пред здравиот начин на живот и затоа што се сакам себе, сакам да бидам што... Браво бе, Јосиф. Еди, јас се сакам самата себе, никако да почнам се си викам од први. Па, значи не се сакаш доволно. Не, се сакаш, тоа се гледа, али можеби одбираш погрешна стратегија. Ќе збориме после. Да си одам, водите да ги земам. Да, се шегувам. Муабетот ми беше дека навистина да не те помешаат гледачите дека се нешто нутриционист, па сега да се јава да кажат слушај, јас имам проблем, како може тоа и тоа да се реши едноставно, доколку ви треба мотивација за да си го промените вашиот начин на живот. Тоа е вистинската емисија за вас. Сакаме да пратиме една многу убава енергија, многу убави вибрации од овде во студиото, да допрат до вас, доколку навистина нешто сте се мислеле да се подсредите, да ослабите, да се поправите, да смените некои лоши навики. Не е тешко да се почне. Јосиф е навистина една инспирација за сите нас, дечко кој што има 105 килограми. Па сега колку имаш? Сега сум дојдов до 79 пред 2,5-3 години. Па почнав тоа го направив без никаква физичка активност, значи, мислам, физичка активност што подразбираше пешачење. Ќе ме почекаш водите да ги земам? Да, ќе те почекам. Слободно зборувај. Да превземам емисијава. Тоа го направив, значи, без вежбање. Пред 2,5-3 години решив да почнам да вежбам малку посериозно, затоа што бев преслаб. И сега сум дојден на 85-6 од прилика. Аха. Да. Да,
Супер. Телефонските броеви ќе бидат исто така отворени за вас, почитувани гледачи, доколку сакате да ни се јавите и да го прашате нешто нашиот гостин, доколку и на вас ви е потребна нели онаа мотивација за која што сега зборуваме, верувам дека на сите ни е потребна затоа што велат дека убаво тело, сега зборуваме за оние кои што нели сакаат да се среќат да изгледаат убаво за на плажа, не се прави кога ќе дојде мај, туку се почнува од сега. Ете, празниците завршија. Да, убаво тело се прави цел живот и празниците никогаш не се пречка да човек си го расипе својот изглед и празниците никогаш не ни се криви, иако многу луѓе или јас со луѓето кои што работам често знаат да ми речат и знаеш, ама сега подпрекинав пошто празници. Мислам, за секого од нас се празници, и мене ми се празници, тоа не значи дека јас не јадев и јас се поправив 2 кила, али знаете што е работата еве конкретно во празниците? Тоа што повеќето од луѓето сметаат дека јас ако имам некој поквалитетен начин на живот, зборуваме правилна исхрана, можеби вежбам, сега затоа што се празници, ова треба да оди комплетно на стендбај и да го оставам до моментот дека завршат празниците, па јас отпосле ќе почнам. Но законите во телото не препознаваат празници, нови години, туку нашето тело само препознава што влегува во него, како храна е воздух и врз основа на тоа реагира. И повеќето, мислам, целата поента што е поврзана со празниците е дека не дека нема ние да изедеме можеби повеќе калории, да се напиеме повеќе алкохол, туку не треба да го изоставиме делот на нутритивно да го задоволуваме телото и за време на празниците. Затоа што многу тие игри со телото прво се најголемо убиство за самодовербата, затоа што знаеш ти си почнал само некој процес, можеби 2-3 месеци, 5, и сега доаѓа празник и ти комплетно се оставаш на страна и се прејадуваш, имаш 2 до 3 недели брутално јадење, после кое што си викаш, леле, сега пак 4-5 кила качив и се откажуваш од идејата дека пак ќе се вратиш на добар и правилен начин на живот, затоа што едноставно си разочаран. И тие игри на почнувам се откажувам, се најдобриот рецепт за да се изгуби тотално самодовербата и некои луѓе да влезат у тој круг на и да се прифатат себе си како луѓе со можеби вишок на килажа и дека едноставно ете ја така сум предодреден, си се прифаќам како човек со вишок на килажа и така ќе си живеам. И така ќе си терам. Исклучиво ради што нема самодоверба. Не ради тоа што нема решение. Да, мора да вклучим, знам дека имаме веќе гледач на телефонската линија, да слушнеме. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавува еден дечко од 74 години. Млад дечко од 74, да сте живи и здрави. Да му кажам на внук, затоа што е многу млад према мене. Така. Татко ми има 79, така да не мора внук да... Колку правилно да се храниш. Здраво, ако не си физички активен, ништо не правиме. Ништо нема постигнеш. Јас во мојот живот сигурно 3-4 пати до Австралија сум бил трчање или пеш, а сега во моментот се занимавам со 3 спорта. Одам на кунг-фу, теретана по 15 тона кревам железо дено, по 14 километри пешачам, фудбал играм. Инако во животот сум имал многу несреќи. Син ми загина, жена ми загина. Сепак сакам да кажам дека физичката активност е многу важна. Ако си физички активен и здрав, тогаш ќе бидеш и психички. Инако јас фамилиарно шекераши сме. Јас 12-13 години шекеро го држам со физичка активност. Од 6-7 никако не го пуштам. И кога одам на теретана, луѓето не веруваат дека толку години имам и дека толку можам да креам, дека ги кријам годините. Цел град ме знае, кој сум, како сум. Значи, стресот, што било, за да можеш, не можеш ти со искрена да го анулираш. Ќе го анулираш само со физичка активност. Затоа што работата ствара орган. Ако ти не тренираш, нема ни мускул да створиш ни ништо. Колку сакаш здраво храни? Затоа покрај ова што го прави дечкото, би му порваршал. Без 6, 7 или 10 километри дено да не е. Тие 2 сати што ќе си физички активни, ќе ти дадат после време да си добар и работоспособен уште 4 сати плюс. Затоа јас сметам дека физичката активност е многу важна.
Неговиот метаболизам е сосема друг. Се што ќе јади ќе изгори, додека јас се што ќе јадам ќе остане. Јас сум во негативен метаболизам. Значи, спрема границата животна и исхраната. Внесувам и мед, по 3 банани поради заштита на срцето, млеко, внесувам литар и нешто дено, смокви исто така внесувам, иако шекерот ми е на границата. Значи, треба да знаеш и да умеш што да јадеш. Супер. И што си внесол се познава по измет. Дали тој мириса или не мириса. Дали скапано нешто си јал или не си јал. Значи, има норми, има правила, има физика во животот. Ако Така тоа ти го применуваш, ќе бидиш добар. Така е. Ви благодариме многу за вашето јавување. Покрај ова сето да е по-физички активен, за да може да биде уште подобар. Така е, ви благодариме многу за вашето јавување, но не стигнавме до моментот дека е физички активен. Се уште се држиме на исхраната, но многу ми се допаѓа тоа што господине на 74, ако не се лажам, рековте дека се уште се спортувате, дека сте физички активен и дека да, луѓето не ви ги даваат годините кои што ги имате, но јас секогаш ќе велам дека нели енергијата е таа која што не издава, а сепак годините се само број. Инспиративно за тие години особено. Сам луѓе у тие години, па и порано, постојат луѓе кои што и порано знаат да кажат, и често кога јас работам со луѓе, можеби кога ќе се сретнам со некој човек кој што е над 50-60 години, има ставка, ама добро, моето помина, знаеш, што вие младите, Зошто така размислуваат луѓето, Јосиф? Па, затоа што е... Менталитетот не е Не, тако? затоа што е полесно да се откажеш. Од себе. Али од друга страна, мојата филозофија на размислување во тој сегмент е дека човек баш напротив на тие години треба и текако да превземе иницијатива за себе, лично, и физичка активност, и исхрана, и се, затоа што се е важно и ништо не е неважно. Да, и поради единствена причина затоа што ако можеби јас тоа нема да го направам за себе и сметам дека светот е на младите, односно на децата мои, на внуците и така натаму, ради нив ја треба да го правам тоа. Затоа што денеска среќаваме многу луѓе во повозрасни години кои што се терет на своите деца и внуци, поради тоа што начинот на живот баш не бил кој што треба, па така треба јас да трчам по аптеки, треба да трчам по болници и така натаму за да им помогнам на нив. Значи, живееме во 2018 година кај што мислам дека имаме доволно информации да сме свесни дека не се работи за тоа како ми е пишано. Затоа што повеќето од луѓето, не повеќето, постои одредена бројка на луѓе кои што размислуваат како ми е мене напишано така ќе биде, али уопште не е така. Мислам, дефинитивно начинот на живот и како ќе влијае на тоа како во постари години ќе имаме квалитет на живот. Мислам, гледачот што се јави беше доволен показател и пример и инспирација. Што и не мора да значи дека повозрасните доколку се еве да речеме на после 50-та година, да, треба да се откажат од физичките активности. Физичка активност може да биде и половина час пешачење. Можам да идам пеш до маркетот, од маркетот можам да свртам едно кругче додека да се вратам. Не мора да одам јас сега во теретана, да одам на пилатес. Па се работи исклучиво за континуитет и за ништо друго. Затоа што многу луѓе почнуваат ентузијастично и сега ќе го видиме тоа од 1 февруар. Готово почнувам да вежбам. Доста јас сум од 1 февруар, доста. Океј. Али добро, али некој ќе се откаже. Може вајда не ти. Не дај Боже. Али во секој случај ќе видиме многу луѓе кои што ентузијастично ќе почнат и тој ентузијазам ќе трае до среда и ќе престане, али се работи за континуитет. И јас би им препорачал и би ги советувал луѓе кои што можеби ете од први или од понеделник ќе донесат некаква одлука, да не ги прават сите промени наеднаш. Ако јас треба да правам промена и во исхрана, и да пием повеќе вода, и да вежбам, понекогаш е преголем залак за човек кој што се уште го нема воведено тоа во својот живот, да го изракува целото тоа. И понекогаш е подобро да се почне можеби со пиење на вода повеќе, и појадување, па да се воведат можеби поквалитетни оброци, почести, па да се воведе пешачење после можеби месец дена два, па да можеби почнам ете во теретана, знаете, затоа што се што е ново одзима многу време. И сега ја ако мене време ми одзима исхраната и тоа ја да размислувам што ќе јадам и кога ќе ја припремам, како ќе ја припремам, да размислувам на вода,
тоа ќе ми одзема време. Да размислувам на тоа кога јас ќе почнам сега да вежбам. Самото тоа денес во колку додам на вежбање ми одзема 15 минути. Самото тоа да се спремам, па кога сум неискусен, спремањето ми одзема време. Пат до фитнес центар, вежбање и така натаму, и тоа одзема време, и понекогаш човек кој ќе види мене, се демотивира од старт. 3 сати ми одзема ова здравиот начин на живот, налет, и се откажува. Затоа постепено воведување на тие промени е многу подобро, и од причина што ти кога ќе воведеш една-две промени, кога ќе видиш позитивен резултат, ќе се окуражиш. Така и мислам, јас ова го кажувам затоа што јас сум го правил на таков начин. Затоа што ја почнав прво со исхрана. Така. Почнав да гледам резултати, почнаа луѓе да ме приметуваат, почнав да добивам мотивација, да се осеќам јас подобро, па реков ајде ќе почнам и да пешачам, па ајде после почнав и да одам еднаш до 2 пати на средно водно, и така почна да станува тој начин на живот дел од мене. И денеска не можам јас без сето тоа. Затоа многу е попаметно некојаш човек кога е нов во нешто да постепено ги инкорпорира тие чекори и навики у себе. Така, веќе имаме втор гледач во емисијата. Ало, добар ден, дали се слушаме? Ало, ве молам. Нема што да не молите, господин, еве сме, веќе сте во програма. Па добро, јас сум од Прилеп. Од Прилеп, повелете. Го слушам многу фино дечкото и јас се приклучувам на тоа, јас да му кажам дека јас сум опериран од валулата. На срцето. Добро. Не слуша така? Ве слушаме, да. Така. И еве 3 години активен сум доста, активноста многу треба, и плюс сум ми на носот надворешно од канцер опериран. Они кои ќе се оде на болест и кои само што ќе рече дека јас завршив, тој се лажи. Така. Треба нон-стоп да биде во активност. Јас секое утро патувам 10 километри. Браво. 75 години сум. Све над 70. И да ме сретни на улица, може само да ме поздрави и да каже дека ваков пациент го нема сретнато никаде. И вие сте дечко од 75 години, така? 75 години сум, јас не му се давам на 50 години човек. Браво. Браво. Значи, вие сте исто инспирација и мотивација за сите наши гледачи, па и за мене. Ја имам голема инспирација. И друго да кажам дека јас секое утро салата јадам морков, цвекло и зелка. Ма нема поубаво. Секое утро нагладно. Да не се оддава луѓето многу да ода на мрсни храни. То најмногу да ги избегнуваат. Најмногу. Што може да биде? Што може попосни храни? И да не вечера на вечер никој пат. Ако сака да му се продолжи живото. А ако не ичи да му се продолжи, нека си тера како што сака кој било. Тоа е од мене еден совет. Дечкото многу го слушам, многу го бендисам што збора и го молам да продолжи, а јас ќе го слушам. Ајде, пријатно. Ви благодарам. Да, ви благодариме многу, господине. Да, преубави јавување имавме и двете за луѓе кои што се веќе над 70-та година и кои што не се препуштаат како било пишано, туку тие самите си ја пишуваат судбината. Животот е милина 90. Така да, кој ќе стигне до 90, треба да си го сака и тога животот. Да, па не, види, не се работи за бројката колку ќе стигнеме на живот, туку колку квалитет ќе имаш у времето што ти е дадено на живење, така да мислам секојаш ќе си за двајцата гледачи што применуваат некои работи, мислам и се гледа по ентузијазмот кој што се јавуваат. По бојата на гласот и по енергијата која што има, можеме да претпоставиме дека се работи буквално за дечковци од 75 години. Трет гледач, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо. Јас се извинувам, редовно ве следам, тако речи скоро секој ден. Баш ми е драго. Навистина ви се емисиите прекрасни без разлика кој како да води од својот дел. Инспирирана од дечкото што ви е во студиото и секако почитувам и возраста на двајцата господини што се јавија, меѓутоа сметам дека би требало да оставиме простор да може вашиот гостин да ги каже своите нели оние цела ајде така да ја кажам терапија или начин на исхрана до која што ја постигнал својата сакана тежина. А да не биде тоа да се
претвори дека ова е сега визита, знаете, јас сум стар, имам толку години и така натаму, да оставиме дечкото да каже како до сето тоа дошол, како успел и како младите на вистина да се насочат кон она, дали е тоа здрава храна, дали е тренинг, дали е што, но да оставиме на вистина дечкото да го каже тоа што го постигнал. Ви благодарам многу. Така, ви благодарам и на вас. Ние цело време од самиот почеток кажуваме како треба за тоа што доколку вие не сте инспирирани и мотивирани и доколку мислите дека леле утре треба да станам, треба да одам да вежбам, тоа сега го збориме. Ништо не сте постигнале. Значи сето тоа треба да се направи прво со добра енергија. Да, и не, колку што ја разбрав девојката што се јави е да луѓето генерално очекуваат рецепт. Токму така. И луѓето генерално очекуваат што јадеше, што вечераше, баш тоа, точно. Тие три чекори, али ја ви гарантирам дека не се работи, нема рецепт. Прво нешто е, мислам, кај секој од нас законите во телото се истина крај на денот. Значи, нас во телото ни треба вода, ни треба воздух, ни треба протеини, јаглехидрати, масти, витамини, минерали, растителни влакна. Значи, тоа е горивото за моето тело. Так. И телото, она што го бара и што го сака во текот на денот е дај ми ги тие работи. И ако јас му ги дадам тие работи, процесите метаболички и хемиски во телото ќе функционираат како што треба. Понекогаш можеби генетиката ќе не предодреди да имаме послаби карики можеби на одредено поле во телото, да имаме појаки карики на друго поле и така натаму и можеби ќе ни треба поголеми напори да постигнеме одредени резултати со кои што се мачиме, но во секој случај нутритивното задоволство, односно задоволување и калориското задоволување на телото нема рецепт како да се постигне, затоа што тоа е толку индивидуално. Мислам, не дека е и толку сложено, но во секој случај секој од нас има различна цел прво, второ има различни и калориски потреби и нутритивни, едно е да си машко, друго е да си девојче. Секој од нас има различен биоритам дневен. Не можам јас да му кажам на некој човек кој што има работно време од 8 до не се знае кога, ти да му кажеш ручај денеска во 2 граф. Значи, не е прифатливо тоа. Затоа, тоа распоредување на оброци, ја не би можел мислам, ја можам да кажам како мене денот ми изгледа, но не можам на никога да му кажам како него треба да му изгледа. Ама твојот ден не е никогаш исто претходниот, сето тоа е различно. Точно. Убав пример ми даде гледачката, да, сите сакаме рецепт и затоа сите кога ќе отвориме нешто на интернет во диети, понеделник тоа и сите сакаме точно се да се придржуваме до тоа. Зошто ние самите не се... Ама и тоа прави за да се откажат подоцна луѓето. Тоа ми интересира. Пошто ентузијазмот ќе те натера ти да се придржуваш на понеделник у 2, среда у 5, четврток у толку, и после каде е проблемот? Проблемот е затоа што не мислев дека е толку тешко. Мислам тоа е човечка особина што ни луѓето имаме да сакаме резултати, ама што помалку да се мачиме. Еден дел од таа мака е денеска тргната. Мислам, денеска имаме толку извори на информации и начини на исхрани кои што може да си ги уклопиме у сопствениот живот, да навистина нема никаков изговор дека не можам, немам време, немам пари или било што. Значи, тотално е тоа невистинито. Да нема изговори, доколку сте решени можете да почнете уште утре. Да. Да не уште денес. Уште денес. Уште денес, да, тоа сакам да го скажам. Одиме понатаму со следен гледач. Добар ден. Елена. Добар ден. Поздрав до гостинчето, до гостинот. Убаво дете. Убаво дете, лично паметно, нели? Паметен многу. Прво јас за почеток ќе кажем, сите работи почињаат од кај главата. Ето така. Не знам како ќе ме разбере. Убаво ве разбравме како што треба, се е тука. Треба од главата и да биде достоен, да има карактер, како ќе се храни, што ќе се храни. Со хране може да држам ја денеска цел ден диета, ама да не се померам од креветот. И тоа не е решение, треба движење, треба активности, треба све. Него јас сакам нему да му кажам. Ја имам собствен личен пример. За 11 месеци еден мој близок член од семејството доби висок крвен притисок, ние за 11 месеци ослабиме по 11 кила. Воведов јас моја исхрана, немаше интернет тогаш, немаше компјутери. Ама после јас имав еден несреќен случај, не се движев, вртоломно вратив тоа за 10 дена. Што го вложува в трудот. Затоа треба да се биде достоен.
А ја да го прашувам него за рецепти и што да јадем, како да јадем, ние сите знаеме што треба, Така како е. да јадеме и како да се храниме. А не на доручак сладина, делка и јади. Така е. Тоа е тоа. Ја не знам, дали што е со овоштието и зеленчукот? Кога ја слушам тамо госпоѓата Сесе, Аха. не може, мојот син кога беше дете, кога беше болен за 10 дена, што го хранеме со зеленчук и со овошти, кажи 4,5 кила. Така. И колку е корисно зеленчукот и овоштието? Да, ви благодарам многу за вашето јавување, господјо. Вие ми дадовте одлична идеја за следното прашање, затоа што најголемата грешка исто што ја правиме. Добро, еве ќе ослабнеме, да речеме, сме држале диета 3 месеци, сме ослабнале 3, 5, 10 килограми и после ќе си направиме една кратка пауза, следните месеци сите си ги враќаме. Преземи, да одам водичка да ти ста, може? Може. Зошто си ги враќаме килограмите? Од каде сега тоа? Што треба да направиме за да не ги вратиме? Она исто што ја разбрав гледачката е дека овоши зеленчук, прашањето е во ред, но она што позади тоа се крие дека многу луѓе у принцип имаат го подразбираат здравиот начин на живот, дека јас сега цел ден треба да јадам овоши или зеленчук. Али она што јас би направил поделба на две работи е дека здрав живот не е исто со правилен живот. Мислам, правилен живот по автоматизам подразбира и здрав живот. Али јас ако јадам цел ден овоше, е здраво, но не е правилно. Мислам, може би веќе ќе премине надвор од здраво. Ако јадам цел ден зеленчук, да, зеленчуците се здрави, но тоа не значи дека е правилно. И затоа повторно откажувањето е поврзано со тоа дека никој од нас не може тоа да го прави. Цел ден да јаде, можеби, само овоше или само зеленчук или само одредени типови на храна, едино доколку не се работи за сериозен здравствен проблем, па сега, нели, мора да се придржуваме до некои начала кои што едноставно помагаат. Но тоа практично комплицирање на работите прави да подоцна, слушај, да еднаш се живее, да ја да се вратам на тоа кој што си бев, пошто ова не се трпи веќе, и затоа луѓето ги враќаат килограмите. Али повторно, ја затоа зборувам, не се работи за диета и за 3 месеци проект кој што мене ќе ми донесе одреден резултат, туку за доживотен проект кој што мене ќе ми, мислам, нема да ме доведе да ја се дебелеам, да расипувам здравје и така натаму. Затоа што прашањето како да ослабам одговорот лежи во тоа не дозволувај да се здебелиш. Супер, одлично. Имаме многу гледачи, морам повторно да вклучам. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам во врска со ваша емисија, ве поздравувам вас во студиото и гледачите. Поздрав до вас и господине. И ме провоцира претходниот гледач кој каже, и јас сум 75 години. Да, се движам многу, тоа е може и основното. Јадам све, пијам секој ден по 200 грама ракија и пушам по 2-30 цигари дневно, па фала Богу сум добар. Толку да ви кажам. Добро. Значи, се е индивидуално. Така. Како што рече и момчето. Така е. Ви благодариме за вашето јавување. Голем поздрав и до вас. Да, благодариме што се јавивте. Добра генетика. Овој пример го имам често слушано, затоа што нели сега луѓе ќе се јават, ќе кажат: "Леле, јас се јадам како што треба здраво, супер ми е", и некој ќе се јави ќе каже: "Види, ја пијам, пушам, па пак сум жив и здрав и се окей ми е." Па да, затоа одреден тип на луѓе, можеби како гледач од сега, ќе слушнеме да ни каже дека како ти е пишано. И за него тоа важи, затоа што стварно него, едноставно... Добро му е. Па да, и Господ му дал можност и генетика за да го поднесува се до тоа. Али тоа е кај 5% од луѓето. Кај останатите 95% не е така. И затоа е попаметно да превземат нешто повеќе, а да не се разочаруваат дека едноставно зашто кај мене не функционира. Затоа што не функционира. Не функционира, да. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете, господјо. Мислам дека ќе ви се јави се најмладиот човек. А еве го младиот човек слободно. Во 88 година сум више. 88. Аха. Разбрали ме? Ве разбрав. Мојата теорија другаче.
Ајде, слушаме вашата теорија. Не прејадувај, гладен не останувај. Среда и петок постиш, пешачиш секојдневно, секој утро пешачам. Млади не може да ме стасат. Ја минам кога идам в град, малку у провинција, мислам седам во една населба. Младите ги минам низ градот, не? Така треба, господине. И осеќам се, како да ти кажам, свеж. Вас убаво вие вака се чувствувате енергични. Ма не, свежи. ја, слушај, Јеленче, имаше на работа. Ајде. Човекот треба да проверува пупокот дали му е на место. Ако му е на место, нема анемија, нема... Мислам, мора да јаде за да му е пупокот на место. Ако не му е, за никаде е. Ве разбирам, да, ви благодарам многу за вашето јавување, да, само продолжете така. Многу ми се допаѓа што ета веќе сите од гледачите кои што се јавија кажаа дека се физички активни и покрај тоа што веќе се над 70-та година, што е навистина убава инспирација и така треба, тоа го зборуваме, нели, не треба да се залегнеме дома и да се препуштиме на животот. Јосеф, имам едно прашање кој што проблем со кој што јас лично си имам соочено, а верувам дека и многу од гледачите, оние продукти, на пример, ја веќе решам оваа недела ќе намалам сојадењево и ќе почнам да идам во маркети да купувам оние производи, пишува таму велнес, мелнес, помалку протеини, помалку калории, не знам што, здрава храна и ти се фаќаш во одделот за здрава храна и купуваш, јадеш и нема никаков резултат. Па да, денеска во маркетите веќе сериозен оддел од маркетот веќе одзема на пишува здрава храна. Да. Колку е таа здрава прво нешто, храна? да замислиме, ако тоа е само еден раф на кој пишува здрава храна, што е остатокот? Што е остатокот? Да. Второ, и таа здрава храна и денеска многу компании го користат овој тренд и налет и потреба на луѓето да сменат некои навики, да едноставно донесат на пазарот производи кои што се само healthy маркетинг и се опаковка на која што пишува fit, vita, wellness, извор на протеини и така натаму. Не се сите во ист кош, но компаниите кои што не знам, имаат одредено производство и линија на не знам какви производи и сега почнуваат ново производство затоа што гледаат дека тренд е велнес индустрија, дека тренд е здрав и активен начин на живот, барем кај мене се ува сомнеш дека се работи за вистински добар производ, затоа што барем сум го следел и јас сум потпаѓал под тие маркетинг трикови, дека многу производи денеска кои што се продаваат имаат некогаш и полош состав од оние кои што ги сметаме како нездрави. Наполитанки, вие имате во оддел здрава храна, колачи кои што имаат полош состав од наполитанки, чоколадирани. Значи и тоа е, мислам, недозволиво. Мене ми е, мислам, се уште можеме, не знам како е во светот или во Македонија, се уште не е регулирано тоа да ти едноставно мораш да припазиш на твојата опаковка што ставаш и што ветуваш, затоа што имаме компании кои што ветуваат забрзување на метаболизам, подобра столица и така натаму. Тоа е сериозно ветување кое што не може да го направи еден производ. Мислам, едно е терапија која што може да ти направи можеби моментално скривање на симптомите на можеби одредена појава, но за да ти со еден производ како храна постигнеш било каков резултат, тоа е невозможно. Значи не постои производ кој што тебе ќе ти го промени животот и кој што не знам што ќе ти направи. И затоа многу од луѓето денеска потпаѓаме на такви. Да, се што ќе видиме фит, велнес, фитнес и така натаму го зимаме и го јадеме, затоа што да, ова е здраво, на опаковката пишува, но позади на етикетата и во составот е сосема друга приказната. А не ги читаме тие затоа што гледаме згодни тела, интересно е, убава упаковка. Прво не ги разбираме, второ и да ги разбираме, најчесто луѓето ги гледаат само калориите. Но она што е многу поважно од бројките, ја константно го нагласив и преска тоа, не се важни бројките, не е важна твојата бројка на вага, важно е како ти се гледаш во огледало и од што се составени тие килограми. Исто и за калориите. Не се важни калориите, важен е составот на тие калории, изворот, од кај се тие калории. И вие кои ќе свртите позади на етикетата, ќе видите уствари од кај се тие калории. Колку има шекер, колку има масти, колку има протеини.
Затоа што вие и денеска на пазарот ќе најдете извор на протеини, Така. чоколадца, велнес, вита и така натаму, имаат многу шекер, немаат протеин. Банана има поише протеин од некои протеински барови кои што денеска се продаваат во маркетите. И затоа еве чисто еден практичен совет, затоа што повеќе зборуваме за некоја филозофија и за некои заклучоци. Најдобриот начин да вие видите дали нешто е за вас или не е, а пишува фитнес или велнес, е да го свртите позади и да видите да на 100 грама производ немате повеќе од 20 грама шекер и немате поише од 5 грама на масти. По мене, тоа е некој оптимално. Ако сакате сега стомачни сикспек, веќе и тие бројки не се релевантни, но во секој случај, за да еден производ во моите очи биде окей, тоа значи да има помалку од 20 грама шекер на 100 грама и помалку од 5 грама на масти. Тие се две основни компоненти кои што човек треба да ги види ако сака да верува дека нешто е здраво и добро. Леле, колку ти се пронаоѓам во разговорот, посебно во грешки. Ама мислам дека не сум само јас. Јас сум ги правел, ова не е само Слушај паталец, како вика, не гаталец. Вака, Јосип, значи ли, ако верувам дека тука се прави некоја конфузија помеѓу луѓето, ако одиме често во тоалет, нели велиме имаме брз метаболизам. Значи ли дека имаме брз метаболизам и значи ли дека сме здрави ако имаме брз метаболизам? Па може да биде најава, али во секој случај добра дигестија понекогаш не секогаш значи дека имаш добар метаболизам, затоа што луѓето често ги мешаат метаболизам со дигестивен систем. Метаболизам ти се сите хемиски реакции и процеси во кои што се ослободува енергија и таа енергија се изразува во калории. И да речеме секој од нас метаболизмот му троши одредена бројка на калории. Базален метаболизам е бројката, односно бројката на калории кои што моето тело денеска ќе ја потроши и во мирување. Затоа што дишам, чука срце, едноставно телото функционира и работи. Сега секој од нас има одреден трошок на калории и тоа е мојот метаболизам. За да го убрзам, односно да мојот метаболизам троши повеќе калории во 24 часа, јас треба да превземам некои работи од типот да си го сменам својот телесен состав, да имам повеќе мускул наспроти масти, да можеби вметнам, не можеби, да почнам да се хранам малку поквалитетно, нутритивно вредно, и да едноставно го поттикнам мојот метаболизам да согорува повеќе калории. А тоа што имам добар дигестивен систем не значи дека затоа што ја познавам луѓе кои што се фит, немаат добар дигестивен систем. Ете имаат добар метаболизам. Не складирале масти. Тоа сака таа разлика да ја направиме тука. Не се секогаш поврзани две нешта. Иако повторно, ако имате проблем со повторно фит човек кој што има проблем со дигестија, да, значи дека има проблем со метаболизмот, нешто од метаболичките процеси не функционира, али човек кој што има добра дигестија не значи дека има и добар метаболизам. Може да биде со 30 кг вишок. Тоа не е добар метаболизам. Дефинитивно не е. Имаме гледач, ало, добар ден, дали се слушаме? Ало? Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Поздрав до вас и до Украина. Поздрав и до вас. Сега вака, јас малку погосно се уклучив. Дали ти може дечко да ми каже како му е еден ден, од кога се стане до вечер, како се храни, и да ми каже какво мислење има за Herbalife. Добро, ви благодарам многу. Да почнеме само со денот како му поминува, затоа што кажавме дека да коментираме, ја не би. Не би. Океј. Мојот ден, па не знам, различен, нели кажем. Еве еден, затоа што ги интересира гледачите. Еден одвој. Дали се сеќавам доволно? Вчера како ти почна денот? Вчера? Ајде ден. Па не, денес не сме ни до пола. Мислам на пола ден сме. Не, како го почнуваше утрото, да речем? Го почнувам ако одам на вежбање, генерално јадам, напијам чај, кој сам на база на зелен чај, црн чај. Јадам леблебија најчесто и одам на вежбање. Вежбам, јадам протеински шејк, после саат 2 имам оброк. Значи, генерално, ја оно што го советувам е да човек без разлика кога ќе се пробуди, у првиот пола саат до саат најдоцна да има појадок и на секој 3 до 4 часа да има оброци, не поради тоа што честината на оброците ќе ти го забрза метаболизмот, туку поради тоа што честината на оброците ќе донесе поголема веројатност да ти го задоволиш нутритивно телото и калориски, поедноставно би го задоволил. И друга работа, кога ќе имаш почести оброци, веројатноста да се појават оние кризи за благо, кои што се најголемиот проблем
во денешницава или кризи за било каква калорична храна, најверојатно нема да се појават, затоа што нема да се дозволи падови на шекер во крв. Кој што мислам ти веќе кога ќе го имаш тоа, така никој од нас кој ќе му се стреса снага нема да си рече сега ќе одам брокула да јадам. Туку се знаеш што ќе чоколадце. Па да, брза енергија. Јосиф, оно кој што доста интересно за тебе е што си многу активен на социјалните мрежи, таму се нели помладата генерација почесто зборуваме за Facebook и за Instagram некако, твојот Instagram профил. Уште не сум те гледала на YouTube. Medium и SoundCloud, значи нема негде кај мене на Instagram, знаеш дека ми е мене омилена социјална мрежа Instagram и таму те гледам и гледам дека многу луѓе се закачени исто на Instagram. Таму има еден хаштаг кој што го користиш како Ask Јосиф, значи секој оној кој што сака ти постави некое прашање, слободно може да го искористи хаштагот. Точно, али се уште еве во Македонија многу ретко се охрабруваат луѓето јавно да постават прашање со хаштаг, али затоа али приватната комуникација е многу, мислам, ја имаме. И генерално последниве 3 месеци е доста зачестена и секоја епизода е инициирана од некое прашање. Така, јас успеав да извадам барем 2 видеа кои што траат по 1 минутка. Знам дека имаме гледач, но ќе го замолам само да не почека 1 минута, чисто да видите Јосип што прави. Ова е скратена верзија од прашање на некој пријател, што и да е, нели се поставил Инстаграм пријател, да. Јосип, ова е во Јосиф, се извинувам, Јосип ти кажав, ова е скратена верзија од одговорот на прашањето, чисто да видите, па ќе го искоментираме. Диетална храна, не знам што подразбираш, тоа не значи дека треба да јадеш само овоше, зеленчук и не знам, интегрални житарки и така натаму. Треба да јадеш доволно нутритивна храна, а не диетална храна и не треба да превземеш некаков начин на исхрана кој што ќе те ослабне, туку треба да превземеш начин на исхрана кој што нема да те здебели и треба да превземеш начин на исхрана кој што ќе придонесе да не се создаваат масти во твоето тело, што всушност значи дебелината. Гладувањето е најдобриот начин да никогаш не ослабеш и најдобриот начин да после гладување додадеш уште 5 до 10 килограми. Кога не му даваш доволно гориво на твоето тело ги вклучува одбрамбените механизми, а тоа значи дека има тенденција да ги чува веќе постоечките масти и на било каков начин да гледа да додаде нови масти. Да, ова е чисто скратена верзија, кој беше прашањето. Тој си, да. Ете, си има камера, си има позадина и често разговара со своите пријатели. Еве на сите социјални мрежи, така да ве охрабрувам, доколку сакате нели да го прашате нешто, може не можете да добиете сега кај нас во емисијата, секаде е активен, слободно можете да му пишете. Што праша пријателот? Прашањето беше во врска, мислам дека дали гладување ќе ти донесе помалку килограми. Она што повеќе, мислам, многу луѓе тоа го прават. Да, и не за џабе е прашањето, али тоа е пак како што кажав, не знам дали не се дослушнав или не видов. Гладувањето е најдобра стратегија да изгубиш самодоверба, а не килограми. Пошто фиксно ќе почнат игрите на нагоре-надоле килограмите и фиксно ќе дојде денот кога ќе речеш не можам веќе и да си јадам, еднаш се живее и да си каснам, па каква диета. Па, фала Богу. Да. Има уште едно видео, тоа исто за едно прашање кој што мислам дека го искомунициравме малку, тоест го поразговаравме, варирање на килажата, нели сега ќе ослабам, па после ќе си ги вратам килограмите. Ајде да го погледнеме прашањето и одговорот. Прва работа дека за да оштетиш органи треба да се потрудиш на вистина. Тоа не е работа која што може да се направи преку ноќ. Тоа што ти варираш, се здебелуваш поради самото тоа што си запрел со вежбање, ми покажува дека тотално погрешно се храниш. За целокупно здравје и добар изглед и добра состојба на телото, 80% од приказката ја сочинува твојот начин на исхрана и ти доколку престануваш со вежбање и почнува твојата килажа да се враќа назад, тоа значи дека овие 80% кои што го играат најголемиот дел, а тоа е исхраната, негде нешто ти фали. Така да она што јас би ти го дал совет, без разлика дали ти можеш да вежбаш во одреден период, имаш проблеми со кичма, мускули и така натаму, небитно, ако ти ја средиш исхраната, тоа ќе значи дека нема шанси да вратиш килограми назад, можеби нема да градиш мускулна маса, но дефинитивно нема шанси да ги вратиш килограми. Ми се допаѓа одговорот во 1 минута. Верувам дека и на пријателите им се допаѓа. Овие видеа ти траат подолго, нели? Но да, на Инстаграм мрежава, мислам на Инстаграм во принцип ги се видеа не дозволува повеќе од 1 минута, али тоа е и добро затоа што генерално клучните поенти
успевам во таа минута да го скратам тоа видео кој што е 5, 6, 7 минути најмногу. Така. А на Facebook и на YouTube се целите видеа. Практично целата епизода со добар ден, со најава, со прашањето кое што имаат можност да го видат целосно како изгледа и мојот одговор. Она кој што ми е следно прашање е исто така една проблематика со која што често се соочуваме со луѓето кои што сакаат да почнат да вежбаат или да внимаваат на исхраната или да го сменат целиот тој лајфстайл, е дека им е многу скапо. Ајде да им кажеме дека не е навистина многу скапо и дека тука се прави некоја грешка. Па скапо. Сега ќе кажа не се согласувам со тебе. Па не, види скапо, тоа е релативна работа. Па да, тоа е мерната станица у главата за дали е скапо или не е скапо. Каде се парите во целиот овој наш лајфстайл? Знаеш зошто е скапо? Затоа што не ми е важно да направам нешто. Пошто тебе ако ти е важно нешто, еве зборуваме за здравје, човек кој ќе изгуби здравје, ма не скапо, најскапо да е. Тоа ќе го купи, ќе го направи. Све ќе направи за да го купи можеби лекот, да купи терапијата и така натаму. Значи, така да скапото е тука по мене нонсенс да го зборуваме. Да, секој од нас си го знае буџетот, али многу е поскапа нездравата исхрана. Затоа што види, ти кога се храниш ако едноставно немаш никаква организација у денот, ни на времето, ни на парите, најверојатно дека ти ќе трошиш пари овака. Ја гарантирам, јас сум бил таму. И знам што значи да јадеш кога си гладен и да пиеш вода кога си жеден и да одиш во кафана затоа што едноставно другите отишле. И ја гарантирам дека без контрола и без организација ќе потрошиш и многу повеќе пари, и многу повеќе време и ќе добиеш негативни резултати. Пошто тоа што е скапо е што најчесто луѓето кога треба да почнат со добар начин на живот, треба да испланира буџет кој што така јас ако сакам да вежбам, мене ми треба буџет кој што однапред ќе го дадам за да почнам да вежбам. Ако сакам да можеби купам одредени додатоци во исхрана, мене ми треба однапред да дадам пари за да го имам тоа за месец, два или за 3. Ако сакам да купам не знам, бадеми, јатки, така натаму, семиња, треба да одам, да се организирам, да ги купам и да ги имам. И затоа понекогаш луѓето имаат слика дека е тоа скапо. Затоа што нездравиот начин на живот подразбира секој ден, така ќе станам, ќе ми падне шекер, бурек, пecivo со јогурт. 50, 60, 70 денари. После 2-3 часа чоколадце, сокче, кафе, кафана, сендвич. Затоа што даваат по 30, по 50, по 100 денари максимум. На дневно ниво неорганизирано. Али ако повлечат црта, ја гарантирам дека се тоа многу повеќе пари отколку еден добар начин на живот, здрав начин на живот. Гарантирам. Затоа што сум бил на таа страна. Знаеш како е. Имаме гледач, ало, добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Повелете. Јас сум од Куманова. Поздрав. И настината сум наверојатно ме слушате убаво. Ве разбираме, господја, да ве слушаме. Добро, имам 23 години. Супер. И ве следам и Јосиф и вас, Јелена. И многу ве почитувам и го почитувам тоа што го работите, посебно Јосиф. Затоа што јас се занимавам со вежбање, значи теретана, правилна исхрана и тоа доста често. На Инстаграм Јосиф го следам и сакам да го прашам, нели, секогаш велиме без оправдувања. Па сега дали настинката е доволно оправдување да не вежбам недела дена. Нека ме подржи само да не се нервирам и да одмарам уште малку. Јас те поддржувам, одмори се, ама кога ќе оздравиш да одиш. Иди настинката ти е супер период за да немаш апетит и да отслабнеш некој кило. Да си на чајчиња, на водичка, на супи. Значи, не е ништо страшно. Да, не, се шалам, напротив, не, кога си настинат, значи настинката бара калории, за да телото има гориво да се избори со непријателите, така речено, народски. Така да, она што ја би ти го кажал, гледај што повеќе калории внесува во телото, гледај што повеќе внесува, не знам. Имам епизода правено и наврати се наназад, ако веќе ме следиш, ќе најдеш храна во настинки, зборувам конкретно на таа тема и таму спомнувам 3-4 продукти од типот супа од кокошка, али од кокошка, не од кеса, затоа што е топла, носи калории, во неа може да ставите и зеленчук и помага настинка, ѓумбир, мед,
некои такви работи се супер полезни. Така до настинка, мислам, гледај што повеќе да јадеш, му треба на твоето тело калории. И не е ништо страшно што не вежба сега, нели, ќе си недомести. Па и може, нека оди, нека се испоти, може веќе излезе. Температурата да излезе, нели? Да, супер. Ви благодарам многу. Една млада девојка од Куманово, која што исто така навистина многу се грижи за своето тело. И така, треба продолжете, значи ги опфативме повеќето генерации. Дали веќе имаме следен гледач? Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Многу поздрав до вас и до вашиот гостин. Поздрав и до вас, благодариме. Би сакал да опрашам нешто гостинот. Ајде. Гледам многу добри совети, ама лепче никој не дава. Да ми кажете тоа. Ние знаемо што да јадемо и како да јадемо, да бидеме витки. И да бидеме убави како што сте вие, господине. Ама кажете ме вие да ми објасните една држава, еден народ, како може да се познае дали е сиромав или е добро ситуиран. Во ред, ви благодарам многу за вашето јавување, да не одиме до таму. За таа тема сум стручен. Да, значи да не одиме до таму. Нашата тема е сосема друга. Верувам дека ни ја свативте поентата на муабетот, така да се најубаво Али имам што да додадам. Да, пошто спомна Лепче и многу луѓе практично имаат свој омилен производ без кој што не може да го замислат денот. За некого е тесто и леп, за некого е благо, за мене порано беа грицки и солени работи, но за некого е сок, за некого е кафе, за некого е енергетски пијалоци. Значи, постојат 6 пороци за брза енергија. И секој од нас има еден омилен или 2, максимум 3 омилени. За мене биле кафиња и грицки. Што подразбира тоа? Сметаме дека нешто не е омилено и дека без нешто не можеме да живееме, дали е тоа без благо, без лепче, без пецива, без енергетски кафиња, сокови и слично, затоа што нашето секојдневие подразбира константни игри со шекерот во крвта. Од типот станувам, мојот ден порано беше станував у 8, првиот оброк ми беше 11-12, затоа што тогаш огладнував, односно тогаш ми паѓаше шекерот и јас јадев брза енергија, затоа што мозокот, кога ќе ви падне шекерот под нивото што е потребно и ќе се алармира панкреасот и ќе му рече на мозокот, слушај, наоѓај брза енергија, мозокот брза енергија знае да препознае во овие 6 пороци. И за некого тоа ќе биде брза енергија од благо, за некого тоа ќе биде брза енергија од леп, и затоа сметаме дека нешто ми е омилено. Воопшто тоа не ми е омилено. Тоа му е милено на моето тело во алармантни услови, кога резервите на енергија се многу ниско паднати. И ја гарантирам дека се може и без лепче, значи не зборуваме дека лебот е сега штетен и isfrли го. Не, штетно е тоа што конзумираш премногу шекери и прости аглехидрати во текот на денот. Дали е преку благо, преку сок, енергетски кафење или било што. И тоа се стимуланси на енергија во текот на денот кои што луѓето ги користат. А не дека лебот тебе ќе ти наштети ако изедеш 1 до 2 парчиња со ручекот. Па макар и да, не знам, празници денеска, ако имам прослава, така, и вечерта ќе внесам 2000 калории, повторно не е проблем, ако остатокот од денот нутритивно мене ми го задоволил телото. Многу поинаку ќе функционира метаболизмот, отколку ја да внесам на 2 пати по 2000 калории од никаква нутритивна вредна храна. Од прости шекери, масти и алкохол. Така. Што било мојот случај. Да, јас се откажав од лиснатото сега, да кажам. Да. Некако многу ми беше вкусно околу празниците, но сега си реков не. Одиме со следно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, госпоѓо. Поздрав до емисијава, поздрав до гостинот и до вас. Поздрав, благодариме. Мислам, ова емисија и треба да се поштува. Па јас би кажала дека на прво место храната е главна, него све треба да се јади во определено време и во определена количина. Не може да се избегне ништо. Како прво треба овошје, вода и после ред други работи, али во нормали. Све што е претерано не чини. Така е.
Така е, ви благодариме за вашето јавување, господјо. Голем поздрав и до вас. Јосиф, каде е тоа дека не смееме да вечераме, тоест да вечераме дека не знам 8 на 19 часотите да кажеме, многу да внимаваме на вечерата. Што е најидеално за предспиење? Сега тоа е рано или за нас помладите, ние знаеме дека многу покасно легнуваме. Вечерата не подразбира за едисонце, туку вечерата подразбира колку време ми останува мене до периодот кога ќе се легнам и да спијам. Затоа што за некој вечерата можеби ќе биде у 7, затоа што ќе си легне 9, можеби најдоц на 10. За некој што ќе си легне во 1, во 2 пополнок, вечерата во 7 е погрешна стратегија. Па да, мислам, и не е страшно ти дали вечераш. Треба да се вечера. Јас вечерам. Работата е што имаш на менито за вечера. Затоа што повторно, најчесто луѓето изнапатени од простите јаглехидрати кои што и како им се јавуваат како потреба во попладневните делови од денот, во вториот дел од денот. За кризите за благо се најчести тогаш. После ручек им се јаде, благо им се јаде калорична храна, само што јаделе. Нема никаква логика во тоа ако гледаме, но има логика во тоа што телото не е задоволено нутритивно и калориски. И нема доволно гориво. И затоа вечерањето ја би го свел на две работи. Тоа да бидат зеленчуци и да биде извор на протеини. Дали тоа ќе биде било каков зеленчук од типот свеж, како салата, сготвен, на скара, на што било, заедно со извор на протеини, дали е тоа можеби месо, риба, дали ќе биде, не знам, некаков млечен производ, јогурт, значи има милиарда извори што да се прави, урда, сирење и така натаму. Дали можеби ќе биде остаток од ручекот, ако јас сум имал граф леќа боранија грашок, затоа што и тие се одличен извор на влакна и на протеини, така да не е проблемот вечерата, проблемот е што вечераш. И во кратки црти, она што во вечерата не би требало да го видиме, ако целта ни е да не покачиме килажа, а да бидеме добро задоволени со храна, е да исфрлиме можеби извори на јаглехидрати, кои што се, не знам, да нема лебови, да нема пецива, да нема ориз, да нема компир, да нема, значи, генерално тие тестенини, шпагети, макарони и слично. Тоа па да не зборуваме, така? Па, не е да не зборуваме, али у континуитет е проблем. Така. Да. И најчесто луѓето, ако имаат некоја погрешна вечера, ќе се откажат од неа ради тоа што мислат дека не треба да имаат. Али не дека не треба да имаат, треба да ја променат. Кажи ми, кои се најголемите грешки? Ете, често се со луѓе, често се со проблеми на луѓето. Кои се најчестите грешки кои што ги прават или што прашуваат најчесто? Нема, по мене најголемите грешки се на почеток, односно целите и очекувањата кои што луѓето ги имаат. Пошто денеска живееме во време кај што многу информации се пласираат. Значи, има премногу информации кои што многу често и прават конфузија. Значи, ако седнеш на интернет да пробараш како да ослабам, имаш милиони информации и не знаеш што да почнеш. И сега ти ќе видиш искуство на човек кој што, не знам, стигнал до одредена цел за толку време и ти за себе си поставуваш цел да ја ова го можам. И кога ќе почнеш можеби ти и кога нема да го видиш тој резултат, ти се разочаруваш после 1 месец и се откажуваш. Затоа целите и очекувањата се еден по мене најголем проблем кој што луѓето ги води кон откажување, затоа што ги гледаат тугите резултати, ги слушаат тугите мислења, им влијаат најчесто најблиските луѓе, за жал, мајка, татко, сестра, брат, сопруга, сопруг. Ајде глупости, тоа земи јади и така натаму. Многу се под влијание, тоа многу влијае. Многу влијае на човек кој што секако е несигурен дали ова ќе му успее. И сите тие туги влијанија, туги мислења, туги очекувања, туги цели знаат да направат проблем. И по мене целта треба човек да ја постави да воведе добар начин на живот, а не треба целта да му биде поврзана со бројка и со време. Пошто кај брзаме? Така најлесно ќе се демотивираат и да се откажат. Каде ти би брзала за да намалиш 5 килограми за 2 месеци? Зошто за 2 месеци? Не ги прашувај девојките за на плажа се спремаат. Не, ама окей, зошто? За друг да те види. Повторно туѓото мислење те интересира. Ти е важно. Не треба тоа да ти е важно. Треба да си важен самиот ти исклучиво. Пошто ти што ако намалиш за 2 месеци? Што после? И намали, и после што ќе правиме? Ќе ги вратиме? Па да, тие се, мислам, тоа се по мене
многу важни две работи кои што луѓето треба да си ги расчистат у глава. Дека се што ќе направат, треба да направи за себе. Така. За долг рок, за квалитет на живот, за здравје, за а не за другите. Па да. Не знам дали имаме време за да вклучим уште еден гледач. Ајде бидеме кратки. Ало, добар ден. За една минута. Повелете. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Се извинувам, овие работи ги слушам. Поздрав до водителката и до гостинот. Благодариме, поздрав и до вас. Ова луѓе што работат во трета сфера. Кој време може да јадат? Кога да јадат луѓето кои што се трета смена? Трета сфера скоро веќе се убеди 30 години ја да бидам во трета сфера, што уиде саат ноќ. Така, ви благодарам многу, морам да ве прекинам тука, Јосиф, на кратко, убаво прашање. Да, добро прашање. Види, трета смена не е, значи телото познава две работи, кога спие и кога не спие. И ако моето будење е во 2 попладне, тогаш е мојот појадок и мојот ден. Така. У следни 16 часа. Мојата вечера можеби ќе биде кога сум трета смена во 5 са бајле. Па ќе си легнам во 7-7:30. Разбира, значи телото, значи се што е спијам 8 часа, останатите 16 часа се ден за телото. Без разлика, мислам ден. Те сваќам. Да, без разлика што е темно, ден. Да. Така. Да, се надам дека нашиот господин е задоволен од одговорот. Некако го збрзавме ова затоа што навистина дојдовме на самиот крај, да, и снимавме многу време. Ти кажав дека ќе ти летне саатот, ти летна. Ми летна. Ти летна, да. А јас сакам ти кажам дека навистина мене ме мотивираше, мене ми беше тоа многу битно и да ставив на тестот сам старт, викам овој човек. Ти за себе ме викна, уствари. Викам, ако ми даде мотивација од првија се средам, тогаш ќе им даде на сите. Дефинитивно делуваше целиот тој разговор на тебе затоа што се пронеја во многу грешки. Ми е многу мило што е така, нели? Затоа што мораш да знаеш каде грешиш, па за да знаеш како да ги поправиш работите. Уште помило ќе ми биде да те видам со Ке ме приказна. пратиш на Инстаграм таму. Да. Ти благодарам многу што беше наш гостин и се надам дека повторно ќе се видиме и повторно ќе ни дојдеш и ќе се работуваме. работува. Фала ти на покана, да, ќе дојдам. Дефинитивно дури можеме на континуитет да го направиме тоа, али ќе се договориме. Да. Накнадно. Токму така. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи. Се надам дека вие се инспириравте и мотивиравте да ги започнете вашите промени во животот. Никогаш не е доцна. Се гледаме повторно утре од 12 часот. Поздрав!